Почитувани, Бисера Антоанета одела од крајност во крајност. Од резервирање на авионски карти кои никогаш не ги искористила, а ги платила со народни пари, до ненавремено планирање на патувања за кои потоа морала да ангажира владин авион да ја носи. Како навлегуваме во материјалите и раскалашеноста на Бисера Антоанета, сваќаме зошто државата е ограбена и зошто СДС всушност се бореле по секоја цена да останат на власт. Бисера Антоанета живеела во раскош. Таа ангажирала владин авион да ја носи до Цетиње во Црна Гора на настан. Имено, за своји потреби Министерката за култура поради ненавремено планирање на однапред дефинирана конференција во Цетиње Црна Гора или од други пободи на 14.12.2022 испраќа допис до СОЗР за користење на владиниот авион за да на 16.12.2022 година да стигне во Црна Гора и за таа намена платила фактура кон СОЗР во износ од 102.347 денари или 1.664 евра. Како е можно Бисера Антоанета и незиниот кабинет да немале време да го испланираат патувањето кога поканата во незиниот кабинет стасала на 2.12.2022 година, а таа реагирала дури 12 дена подоцна. Што правила Антоанета 12 дена? Дали чекала да дојде период од 2 дена пред настан за да има оправдување да лета со владиниот авион? Зошто? Наместо со владин авион Бисера Антоанета не заминала на службен пат во Црна Гора со службено возило. Патувањето со службено возило е далеку поекономично, а со оглед на тоа дека се работи за кратка дестинација, не одзема ниту време. Бисера Антоанета мора да одговори дали чекала да поминат 12 дена од пристигнување на поканата за да може да побара од СОЗР да го користи владиниот авион 5 до 12 и тоа само од лични побуди. Дали државата била жртва на личните каприци на Бисера Антоанета?